Синдикатот не се откажува и чека средба со владини представници за поголем минималец. Тие него го бараат во рамките на првите 100 владини дена. Ние за зголемување на минималната плата остануваме на ставот, но се надевам дека ќе седнеме со владата и со ресорските министерства, во кои што сега бевме на се така и нив и веќе разговаравме начелно како и на кој начин тоа да го направиме во иднина. Они бараат 100 дена да се усогласат со сите овие промени, измени кои што настанаја со министерствата и мислам дека потоа ќе се сретнеме и ќе разговараме, воljни се за да се најдат компромисни решенија за покачување на платата. Од владата, односно премиерот Христијан Мицкоски се воздржани за синдикалното барање, објаснувајќи: Подготвени сме за разговор со синдикатот, но треба да се соочиме со можностите на економијата, но и потенцијалните реперкусии за бизнисот. Изјави Мицкоски, наговестувајќи дека оваа идеја ќе нема брза реализација. Зошто Мицкоски размислува на овој начин и народски кажано, што му пречи работниците да земаат поголема плата? Минималецо не се става од ракав, минималецо треба да биде резултат на растот на продуктивноста на трудот. Секој е поголемо пораст во однос на prosечна плата доведува до уравниловка, до спојување на повеќе работни места со различни струки, знаења и способности со иста плата. Тоа се случи и минатиот пат кога се качи на 18.000, особено во јавниот сектор, каде не може да се покачат платите на подобро платените работници. И затоа Европската унија се расправаше 4 години со европските синдикати, со ЕТУЦ, и се договорија дека најдобро е на минималната плата да биде некаде околу 50% од prosечна плата. Во овој момент кај нас е 56%, што значи повеќе од европска директива. И не треба со минималната плата ние да ги градиме порасот на другите плати, со порасот на продуктивност на трудот. Сепак најверојатно зголемување на минималецот ќе има на околу март, но Мицкоски сака најправин да го види движењето на економијата во наредните 6 месеци, па потоа да се разговара и за барањето на синдикатот, кое значи 50 евра плюс на сегашната 23.000 денари минимална плата.